tikveš ljubav kada ti si prekrasan. Oj, za tebe srce čuje i vide, oj, za tebe ide pamet ljubav. Oj, za tebe srce čuje i vide, oj, za tebe ide pamet ljubav. Kako dete malečko porazravlja, od dubina ti gledaš ideja, no bez tebe tamo jasne noća. Od dubina ti gledaš ideja, no bez tebe tamo jasne noća. Tikveš ljubav kraj, ti si prekrasan. So tvoje ljubavno kavalanci, isto tvoje to tikveš tvoje sebo. So tvoje ljubavno kavalanci, isto tvoje to tikveš tvoje sebo. Благодарим.
интонирањето на националната химна во изведба на Ралица Костадинова во придружба на професор Стево Волчев и фолклорниот ансамбл Тиквеш со орото Пијанец во хореографија на Методи Глигоров. Почитуван градоначелник на општина Кавадарци господин Витко Јанчев, почитуван председавач на Советот на општина Кавадарци господин Ристо Сакалиев, почитувани советници, почитувани делегации од градовите збратимени со Кавадарци, почитувани кавадарчани, почитувани гости, добра ви вечер и добре дојдовте на свечената седница по повод нашиот најголем општински празник 7 септември, денот на ослободувањето на град Кавадарци. На самиот почеток ќе го повикам председавачот на Советот со општина Кавадарци да им се обрати на присутните. Поведете, господине Сакалиев. Почитуван градоначалник, почитувани советници, гости, дами и господа, ја отварам 30-та свечена седница на Совет на општина Кавадарци, закажана за денес со единствена точка на дневен ред доделување на 7-септемврска награда. Во името на членовите на Советот на општина Кавадарци, чест и задоволство ми е да ви го честитам општинскиот празник 7 септември и денот на ослободувањето на Република Северна Македонија 8 септември. Најнапред, како домаќин на свечената седница и председател на Совет на општина Кавадарци, во мое име и во името на Советот, го поздравам градоначалникот господинот Митко Јанчев. Воедно сакам да ги поздравам и гостите и делегациите од гостимените градови Бјелина, Болевац, Горни Милановац, Добрич, Едеса, Ковин, Макарска, Пантелеј, Ражањ и Углевич. Зад нас е уште една успешна година од работењето на Совет на општина Кавадарци. Од Конституцијата одржавме 30 редовни и 11 смолетни седници. На овие седници се донесува програми кои се од надлежност на Советот и одлуки со кои се реализираат капитални инфраструктурни проекти и објекти. А полемиките и дискусиите секогаш беа насочени кон подобрување на условите и стандарди за живење на граѓаните. Во оваа година се донесе генералниот урбанистички план на град Кавадарци, кој е од значително значење и основа за современото живење на градот, а секојдневните градежни активности со кои се подобрува инфраструктурата на градот се резултат на девизата дека се што работиме треба да е во корис на градот, општината, локалната заедница, бизнис секторот и граѓаните. Сето ова е како резултат на напреченото функционирање на Советот, исклучително добра соработка со градоначалникот и државните институции, преку поддржување на издржавни проекти за кои е дадена едногласна поддршка. На крај сакам да нагласам дека резултатите се видливи на терен. Сликата за Кавадарци, особено во комуналната изградба, е реална. Кавадарци како град е пример во Република Северна Македонија, понесен со епитетот "Ние сме најдобри". Благодарам господине Сакалиев, а сега ќе го замолам на сцена да дојде и да се обрати на присутните градоначалникот на општина Кавадарци господин Витко Јанчев. Почитувани присутни, денес Кавадарци слави. Денес Кавадарци одбележа 75 години слобода. Ако погледнеме наназад во далечната 1944 година, па се до денес, ќе забележиме развој во сите сфери на општеството. Кавадарци од тогаш па се до денес се движи по истински пат. Патот по кој ние денес се движиме, за жал, со своите животи го платија 333 борци, меѓу кои нив и народните херои Стражо Пинџур,
Хиро Крстев и Влажо Тодоровски. Овие дадени животи за слободата на Кавадац ни дават обврска да се грижиме за нашето Кавадаци. Моето задоволство да се биде градачелник на ваква општина е огромно. А уште поголема е обврската да одговорам на сите предизвици кои ми се нудат за цел. Кавадаци да стане општина која ќе биде во пример на сите други општини. Моето секојдневно работи, вашата работа, драги советници, и секојдневното решавање на проблемите од страна на вас, работени во локална самоуправа. Вашата самоиницијатива за нови проекти и реализирање на истата е основа за себе оно што имам постигнато во изминатиот период. Кавадац изгоди нов лик. Целосно се измени целата инфраструктура, изгледот на градот, условите за живење, значително подобра на хигиената и поголема безбедност. Во изминатиот период се изврши пополчување на површина од 9200 метри квадратни, а до крајот на годината се пополчи уште 7000 метри квадратни. Се асфалтираше површина од 46.000 метри квадратни, а до крајот на годината имаме да завршуваме уште 20.000 метри квадратни. Целосно се реконструира главните сообраќајници во централното градско подрачје, за што се згодени безбедноста во сообраќајот и центарот доби урбан и современ изглед. Извршена реконструкција да и поставување на нови водоводни и канализациони линии. Изградивме поголем број подпорни зидови со кои исто така се зголеми безбедноста на критичните места. Во изминатиот период беа решени повеќе ветерински проблеми, како што е пробивање на тротоарната улица Страшо Пирижор кај спомен куќето на Страшо Пирижор. Пробивање на улица Кукошка, на улица Теодор Османски, улици кои со години предпоставуваат проблем за граѓаните и протокол за сообраќај сега се реши. Во наредниот период ќе започне се изградба на Западен булевар на местото наречено Конјски дупки. Исто така, тоа годишен проблем за кој со многу работа и труд преодоле иде до решение. Улица Шишка, една од главните сообраќајници, ќе започне да се реконструира со проширување на ушедна коловозна лента и две велосипедски патеки во двата правца. Веќе е во функција се реконструираните Северен и Западен булевар, кои добија лик на современите сообраќајници со целосно ново осветлување и сообраќајна сигнализација. За подобрување на целата сообраќајна мрежа на нашиот град на повеќе критични места се изградија мали кружни текови, кои значително го подобрија протокот на возила, а и пред сега зголемија безбедноста на учесниците во сообраќајот. Изградени се таа нови кружни текови на улица Блажо Алексов и пред Винарска виста Тиквиш. Ова беа критични локации, а сега сообраќајот се одвива непречено и безбедно и истите се одбележени со вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација. На моје огромно задоволство го реши најголемиот проблем за сместување на деца во детски градини. Во оваа 2019 година сите деца се примени во обектите на детски градини града Коцево. Изголемивме капацитетите со доградба на нови занимални, една целосно нова зграда и адаптирање на простори во село Мараде и село Водаци. Во наредниот период се започнува со изградба на нова детска градинка на улица Лесовска. Овој проблем беше огромен за младите брачни парови, кои сега можат непречено да функционираат во своите работни области. Кејот на реката Луда Мара во селото Латаш е веќе со нов изглед и со изградба на пешачко велосипедска патека до Мокриш, ќе биде една целина за комплетна рекреативна содржина. Во село Латаш се изгради целосно нов мост кој ќе замени стариот и една од најголемите критични точки. Овој проект е финансиран од јавно предпријатие за државни патишта. Во обновивме возовни парк на противпожарната единица на јавното предпријатие Комунат со нови возила, што резултира со подобрување на устојите на граѓаните. Значително се подобри јавното осветлување во општина Кавадац, се големи и уредија зелени површини на повеќе локации. Площадот доби нов урбан изглед со повеќе хотикултурно уредување. Ова е само дел од реализираните планови и проекти во општина Кавадац. Ние ќе продолжиме заеднички да работиме за нашата општина. Ќе продолжиме да се
движиме по патот кој го застапа. По патот кој ќе не однесе до едно современо и убаво Кавадарци. Општина која ќе ги натера младите да останат тука и да создаваат за својата идеја. Општина која ќе нуди плодна почва за работа и достигнување на успеси. Денес славиме за нашите Кавадарци, но го празнуваме и нашиот единствен тиквишки гроздови. Вече втор ден сме сведоци на фестивалот во чест на гроздите и виното. Се надевам дека ќе се покажеме како добри домаќини за нашите гости и градот убав да врчика, а во сите наредни години. За да остане пријателството во чест на убавото кавадарчко вино. Нека не е чести 7 септември, нека не е чести тиквешки гроздови и да не е вечно Кавадарци. Пред да поминеме до доделувањето на наградите за 2019 година, имаме музички блок од две композиции. Едната е пијано изведба на Даниела Јовановска и втората е изведба на Јован Јованов на кларинет.
Како и годините назад, така и оваа година, градоначалникот и Советот на општина Кавадаци доделуваат седмосептемврски награди на наши заслужни граѓани кои се по потекло од Кавадаци, а живеат или во Кавадаци, или во Македонија, или из Европа и светот. Оваа година седмосептемврските награди одат во рацете на госпожа Јоана Коцева, господин Златко Каров и господин Трајче Ристовски. Госпожа Јоана Коцева е родена 13.1.1944 година во село Глишич, Кавадаци. Со првите чекори во работниот век таа беше активна во сите среди на општественото живење. Како дипломиран економист да даде својот допринос како професор во средно економско училиште каде беше и нејзиното прво вработување. Во 1974 година со формирањето на првиот општински извршни совети стана член на извршен совет и началник на одделение за стопанство освојувањето на општина Кавадаци. Со почнувањето на изградбата на новиот индустријски капацитет ФИН стана директор на одделението за план и анализа, а по затварањето на истиот стана ръководител на тогашната Југенска банка, а потоа Македонска банка, каде го дочека и своето пензионирање. На сите овие работни места со својата стручност и одговорност даде целосен придонес во извршувањето на своите работни задачи. Во 1991 година, со отпочнувањето на транзицијата со формирањето на повеќепартискиот систем, таа веднаш се вклопи во новите промени и до тогаш формираната КОПАШ, Конференција за општествена активност на жените, е трансформира во организација на жени која по својата програма за работа нема политички карактер. Организацијата на Жени Визија беше една од првите новоформирани организации на жени по Македонија. Таа застана начело на организацијата и под нејзино раководство од формирањето до денес. Кога беше актуелно прашањето околу признавањето на Македонија и нејзиното примање во Организацијата на Обединетите нации, Организацијата на Жени Визија Кавадаци под раководство на председателката госпожа Јоана Коцева успешно ја изведе акцијата околу испречањето пораки до генералниот секретар на Обединетите нации Бутрос Гали за приемот на Македонија во Обединетите нации. За сите овие активности во 1994 година Организацијата за Жени Визија Кавадаци го понесе на високото признање на ниво на Македонија наградата 8 март. Заради ваквите успеси на Организацијата на Жени Визија Кавадаци од 1996 година, председателството на Организацијата на Жени Визија Кавадаци по повод 8 март ја предложи госпожа Јоана Коцева за лик на жена за 1996 година. Госпожа Јоана Коцева, преку Националниот совет за родова равноправност на Македонија, зема активно учество од донесувањето на законот за еднакви можности и политичко јакнење на жената. Јоана Коцева секогаш тој денес се бори за улогата на жената на сите полиња и е подготвена да даде све од себе за животот на жената да стане подобар. Не повикувам госпожа Јоана Коцева да се качи на сцена. Господин Златко Каров, роден 1973 година во Кавадарци, 91 заврши како машински техничар во Кирос Панџов преку Кавадарци. 94 живее во Шведска со својата сопруга и 3 деца. Во Шведска го надградува своето школување и 97 а потоа работи во неколку предпријатија. Од 2009 до денес работи како професор во гимназијата Курт Николин и предава по повеќе стручни предмети. Во 2012 година, по иницијатива на една негова ученичка, доаѓа со група ученици и со директорот на истата гимназија во Кавадарци и други градови во Македонија. Целта на посетата беше можноста за соработка помеѓу школите во Шведска и Македонија. По посетата и импресиите, Советот и гимназијата реши да ги пренасочи сите други соработки што дотогаш ги имале со Франција, Германија, Англија и Австрија кон Кавадарци и Македонија. Советот исто донесе одлука за донација на ЦНЦ машини во Кирос Панџов Брко, опрема за бежичен интернет, смарт телефони, лаптопи и алати за воработилниците. Од 2012 година до сега повеќе од
600 шведски ученици и околу 40 професори имаат посветено Македонија, а околу 60 македонски ученици и околу 20 професори ја имаат посветено Шведска. Господинот Златко Калов. Повели. Господинот Трајче Ристовски е роден во Кавадарци 1975 година. Основно и средно училиште завршил во родниот град и дипломирал Евроколеджот во Куманово одсек бизнис и администрација. Како млад и амбициозен човек, во 2002 година заминува во Соединетите Американски држави со јасен план за работа, но секогаш флексибилен и прилагодлив за потребите. Благодарение на неговата стратегија и бизнис идеја, во 2005 година во САД ја основа компанијата Z Transport Inc. Верувајќи во своите идеи и дисциплина на работењето, уште во првите 4 од својот бизнис кариера е посветен и вреден со доверба во себе и етичко однесување. Уште од првите години во неговото живење и работење во Соединетите Американски држави ја користи својата можност и прилика за представување на земјата и градот Кавадарци во бизнис круговите во Соединетите Американски држави. Предприемачкиот дух не застанува тука. Трајче Ристовски основа компанија за транспорт и логистика и во неговиот роден град. Првата негова транспорт компанија која што се наоѓа во САД сега моментално брои над 200 камиони и над 300 вработени. Трајче Ристовски е татко на 3 деца, успехот е пат, а не крајна дестинација, а особено кога тоа се имплементира во родниот град. Господинот Трајче. Повеќе. Сега ќе го замолам градоначалникот на општина Кавадарци, господинот Митко Јанчев, да ги додели 7-септемвриските награди на тројцата наградени. Очигледно сум малку возбудена, меѓутоа мислам дека ќе соберам снага накратко, сосема накратко, да ве запозна со моите најспецифични активности кои што ги работев јас 28 години во невладиното движење и што е најважно, од тие 28 години скоро 90% моето работење беше волонтерски. Со отпочнувањето на моето работење, веднаш после транзицијата 1991 година, почнав да се занимавам со хуманитарни дејности. Организиравме многу настани, а собраните средства ги поклонувавме за волните деца. Испративме едно дете и за лекување во странство. Понатаму продолживме со еманципацијата на жената, со едукацијата на жената во различни форми на едукација. Ја охрабривме, ја зајакнавме за да може да стане таа храбра во сите полња на општественото живење, и вклучувајќи од тука политичкото јакне на жената. Како што слушнавте, учествував во креацијата на Законот за еднакви можности, со што овозможивме жената, учеството нејно во парламентот од 2 да го зголемиме на 38%, што представува голем успех за нас, жените. Понатаму продолживме жената да ја заштитуваме во насилството. Применувавме различни форми, меѓутоа правиот пат за заштита на жената ни го покажа Истанбулската конвенција, подпишана од Министерството за труд и социјална политика, и ние по тие норми почнуваме да ја заштитуваме и верувам
дека и на ова поле постигнавме успех. Работевме и на бесплатната правна помош. Меѓутоа, никош не ја изоставивме и руралната жена. Моментално почнуваме да работиме на воведување на така наречената родова статистика, со што ја овозможуваме на нашата жена да со своите производи пробие на пазарот на трудот. Што тоа е многу важно за таа да почне да остварува свој вистински доход и да биде повеќе ценита како жена, не само во својата средина, ами и пошироко во целото општество. Моментално работиме и на воведување на родовата еднаквост, односно изедначување на улогата на мажот и жената. Ова денес ни се наметнува како основен постулат и мораме тоа да го постигнеме. Дека навистина мораме, ќе ви кажам една мудра мисла на англиската премиерка Маргарет Тачер, која што рекла: ако сакате нешто да биде кажано, обратите се до мажите. А ако сакате нешто да биде сторено, обратите се до жените. Оваа мудра поговорка многу зборува дека жените се паметни, вредни, одговорни. Зошто тогаш тие да не бидат на равниште со мажите? Ќе се бориме до крај и тоа да го постигнеме. А уште и една друга работа. Многу ми е гордо што јас како представник од невладина организација го издигнав Кавадарци, мојот град, во кој што живеам, работам и навистина го сакам. Успеав преку моето именување како председател на собранието на Сојузна организација на жени на Македонија да го издигнам пошироко од границите на нашата држава, на Балканот, Европа и светот. Тоа го овозможија моите патувања службени во Обединетите нации како делегат, во Кина, Истанбул, Атина, Пекин, Букуреш и така натаму. Нека оваа вредна награда биде само како аманет во моите раце, за да можам на сите млади да им покажам како треба да се работи и како се постигнуваат успесите. И за крај, голема благодарност до градоначалникот на нашата општина Митко Јанчев, до советниците на Советот на општина Кавадарци и голема благодарност до мојата фамилија и до мојот покоен сопруг, кој што секогаш ме храбреше во моите активности и ме поддржуваше. Благодарам. Господин Златко Каров. Почитуван градоначалник, почитувани советници, почитувани граѓани на град Кавадарци, граѓани на Македонија. Изволено да се биде денес тука како добитник на оваа значајна награда која има долга традиција. Награда која не би била доделена без вас. Вие, како школи, како установи, фирми, угостители, превозници и останати дејности. Вие ми пружите гостопримство на учениците и колегите од Шведска во последните 8 години. Без вас јас не би бил тука. Како граѓани на Кавадарци, докажуваме дека ние во нашите Кавадарци ги поседуваме и практикуваме европските вредности и норми како и останати држави во Европа. Користам прилика од моје лично име и од името на мојата гимназија Клуб Николин, специјално да се заблагодарам
на директорите и вработените во Киро Станчо Брков, Добри Дасков и секако туристичката агенција Ексодус. Завршно, ова најдена ќе биде поттик за понатамошна соработка во образованието и културата. Иако живеам во Шведска, дел од срцето за секој ќе биде тука во Кавадарци. Благодарам. Почитувани градоначалник, почитувани советници, почитувани гости. Среќен сум што денес ја добив оваа награда, 7 септември, на општина Кавадарци, а посебна чест и радост ми е што таа доаѓа од мојот роден град, од мојот народ, од мојот Кавадарци. Сакам да се заблагодарам на градоначалникот Митко Јанчев, на советниците на општината, а воедно сакам да изразам надеж дека во иднина и јас ќе учествувам во некои од успешните проекти на градоначалникот за нашето во Кавадарци. И благодарам. Уште еднаш честитки за тројцата добитници на највисоката општинска награда 7 септември. Тука некаде ние исцрпивме содржината за оваа вечер. Сосема за крај, јас само од името на градоначалникот и Советот на општина Кавадарци ќе ви се заблагодарам на сите уште еднаш. Ќе им честитам на добитниците. Кажавме дека вечерва е, односно денес е вториот ден од нашата голема манифестација Тиквешкиот гроздобер. После ова се надевам дека сите од тука некаде одиме на забава, на добро вино, на добра ракија. А сега, сосема за крај, оркестарот од традиционални инструменти при Општинското основно музичко балетско училиште Лазо Мице Брале од Кавадарци со една композиција под раководство на професор Горан Јанев. А ние се гледаме до година, до тогаш секој е добро. Тиквешки Гроздобер 2019 Кавадарци.
Овој септември, 8 недела, големо карневалско дефиле преку ден, а вечерта настапува Здравко Чолич. Дегустација на вина и вински производи, скара и староградска музика и многу различни забавни случувања за уште една приказна под отворено небо. Ве очекуваме, ваша општина Кавадарци.